45-годишниот Серхан Усеиновски, сточар од Пелагониско Будаково и претседател на Битолското здружение на сточари, со својата петчлена фамилија живее од овчарството во кое врти над 200 глави овци. Усеиновци белден не можат да видат од тешката сточарска мака, да ги напасат овците, да ги измолзат, јагнињата да ги излачат, пасирење да направат и уште по нивите штом дојде време за тоа да посеат и ожнеат летнина за храна на овците. Годинава се попарени со ниската откупна цена на јагнињата. До сега имаме продаено 150 јагниња, уште 50 имаме помали јагниња. 130 денари цената на јагнето. Не се исплаќа како истина. Значи треба да биде минимум 182 денари за да достигнеме оние трошоците за јагнето, производна цена. Субвенции немаме уште добиено ова година. Ете нешто проблеми мало со обработените во агенцијата од пандемијата, не биле обработени документите, така имам информации за понатаму. Што ќе види, не знам. Се мачиме ова година и пролетта касни многу, храна при крај сме со храна веќе немаме, она пари нема, храна нема. Експертите по сточарство од државните институции пресметаат дека годинава трошоците за килограм произведено јагнешко чинат 184 денари, па диспаритетот удри по фармерите, како и лимитирачките извозни пазари, претежно во Италија и Хрватска. Допрва ќе се бројат фармерите што се откажуваат од овчарството, не можејќи повеќе финансиски да издржат. Еве како што гледате, шталата е празна, не овците ги продадавме. Ради ненавремено субвенции префрлување, субвенциите ни ги префрлуваат до 30 јуни, нас кога ни е потребно на околу новембар и децембар, нас не ни ги даваат овој, ни ги дава после до 30 јуни. Сега ништо. Нема друга работа. Ќе чекаме пензија да дадат ако ни дадат. До сега извезени се 170.000 јагниња, а според проценките ги има уште 30.000. Нејасни се сапите колку од овој бизнис заработуваат странските експортери и домашните откупувачи, но едно е сосема јасно дека тоа не се домашните фармери со откупна цена од 130 до 140 денари по килограм јагнешко и уште повеќе, фалиментето кај повеќе одгледувачи на овци не ќе да е арен знак ниту за државата и некако подсетува на онаа мисла на утопистите од 19-тиот век дека овците ги изедоа луѓето, а субвенциите доцнат, тамам откупувачите на јагниња да ја уценуваат сточарите кога парите им се најпотребни, зашто ги трошат последните резерви на храна. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство велат дека субвенциите ќе се исплатат до крајот на април. На тоа сточарите гледаат со голема скепса, зашто од истата субвенциска торба сега треба да им се плаќа и на тутунарите и овоштарите.